разговараме. Не можеме да се бориме затоа што ја и како наставник кога сум се соочувал со таа проблематика, кој ќе му кажеш на детето да го телефонот остави го на катедра или било што, доаѓа таткото и се расправа со мене. Јас сум го купил, ти не можеш да му го земеш. Значи додека За жал. за жал. Додека не се донесе некакво законско решение за користењето на мобилните. Јас секогаш зборам и како директор и како наставник, не мора детето да носи, ако сакаме детето да го слушнеме, дали е во школа, дали не, имат оние пензионерски телефони на бројчиња, кај што не се слика, кај што не може, па да, значи со тие пензионерски бројчиња ние можеме истиот ефект да го постигнеме, да го побараме детето. Еве да кажеме како едно, да го лоцираме каде е детето, дали е на училиште, дали е без. Да, се плашат од веќе кога имаш ти телефон од 1000 евра или не знам колку, на детето му даваш предизвик да го истражува, да прави најразлични глупости со него, затоа што тоа во детето секогаш има оној истражувачки карактер. Чекај да видам што има со... Дали можам наставникот да го сликам вака, кога е свртен со грб, значи, или дали на детето можам да му направам некој смешен клип.